припаѓам на два света, значи светот на тишината и светот на звуците. Ајде! Што чекате? А он сака да гледаат. Тоа што раснав во семејство каде што родителите беа лица со оштетенство. Наместо да уживам во детството, имав периоди кога ја превземав улогата на возрасен човек. Значи, ако брат ми бил болен, па сум му дала и јас на лекар со моите родители, за да им пренесам што ќе каже лекарот во терапијата на брат. Што од мала, значи, ги осетив тие бариери во комуникација со која се случуваат сите полови лица. Значи се случувало дали тоа да треба да се одим на лекар, да се случувало пукнал во дењак, па трчи, нели, за да сепак и за убави работи, не само за лоши. Се случувало и МВР да има потреба во таа ситуација која ќе ви се јават. Прво сваќате дека ниеден од нив не одбрал да биде глув. Никој не бирал. Ако има потреба некоја документација да обезбедат, да ја напишат, да ја платат, да ја земат, пак им е потребно одење во некоја институција и застанување за шалтер. Автоматски со тоа пак повторно имат потреба. Тоа не е никој луксус, тоа е едноставно право кое оваа држава го дава, но не целосно и не за секој. Бидејќи секојдневно се соочуваат со бариери, понекогаш ги разбирам кога се огорчени, кога се незадоволни и се, но претежно се, пак ќе кажам, позитивни и задоволни од собствениот живот. Значи, кога ќе слушнам некој дека се жали за не знам ти што, сваќам колку уствари не сме се исти, колку уствари среќни.